Министре, вчера споделивте дека комисијата која што ги испитува наводите на доктор Сашко Кедев и оние предмети кои што стигнаа досега до неа, има утврдена методологија дека веќе првично ги разгледала првите 8 случаи кои што ви се стигнати. Сакав да ве прашам кога може да се очекуваат првите прелиминарни резултати од овие 8 предмети кои што веќе се стигнати до неа. Така е, веќе комисијата имаше два состаноци. Првиот состанок е утврдена методологијата, додека на вториот состанок веќе имаме наоди од неколку предмети. Очекуваме дека кога ќе завршат сите предмети, тогаш ќе излеземе со извештај кој што ветивме од првиот ден дека ќе биде транспарентен и на веб страна на нашето министерство. Не можеме да не прашам во која насока да тие наоди. Па да дадеме време уште малце да заврши комисијата. Ценам дека уште малце време им треба, бидејќи од 8 предмети негде до средина се прегледани. Мислам дека уште еден состанок, два и ќе имаме првичен резултат. Јавноста до сега знае само за 8 предмети кои што се дојдени до оваа комисија. Јавно знаеме дека тие се од јавни здравствени установи, така. Конкретно кои установи ви ги доставија тие предмети? Значи, во моментот имаме само од една установа доставени предмети. Јас очекувам дека ќе има повеќе предмети доставени. Знаете, ние направивме апел и како институција и јас како министер. Исто така имаме и на можност преку веб страната на министерството да се достават информации и после да се архивират документи тука. Очекувам дека ќе има повеќе од 8 такви предмети. Знаете дека исто така баравме од лекарската комора за да може да оди во државните и во приватните институции кои што се нудат таков тип на сервис, кардиолошки и кардиохируршки сервиси, за да може ад-хок да проверуваат по 5-6 случаеви за секоја година, а почнувајќи од 2023 година. Се надевам дека комбинација на стручната комисија и на лекарската комора ќе ни дава јасна слика за тоа како понатаму и кои политики да ги применуваме. Исто така известивме дека ќе имаме уште една комисија со надворешни експерти кои што врз основа на овие извештај исто така ќе дават мислење и најверојатно препораки како понатамо инфраструктурно и човечки да се екипираме. Во тој контекст би ве прашал, странските експерти ќе работат заедно со актуелната интерна комисија или сепак тоа ќе биде дополнителна комисија која што практично ќе врши ревизија на она што интерната комисија ќе сработи? Значи, имајќи во предвид дека странските експерти се пребукирани со работа, тие се врвни експерти во нивните земји, сакавме како претходница на таа анализа да направиме една внатрешна експертиза, која што исто така знаете дека составот на оваа комисија, на овие луѓе се врвни исто така експерти од нашата држава. Тука имаме доктори, имаме економисти и правници и се надевам дека тој документ произлезен од оваа комисија ќе биде добар почеток за таа трочлена комисија која што е надворешна. Тука нема да застанеме, ако тие ценат дека дополнително треба да се анализира или да се процесираат нови случаеви, ние ќе продолжиме. Значи нема да имаме притисок ни за време, ни за начинот и методологијата, целта не е таа. Целта е да имаме јасна слика како може понатаму да не се повторат ако има таков тип на ајде да кажеме злоупотреби и како може системот да се стабилизира. Чим велите да не се повтора, значи веќе имате најдено нешто дека се случило? Да чекаме извештајот. Мислам дека за кратко време ќе имаме извештај. Добро, исто така рековте дека очекувате нови пријави. Сигурен сум дека не би го кажале тоа ако веќе не знаете или немате најава дека ќе стигнат. Па имаме индици, да. Може малку подетално да ни кажете какви индици од кого ги очекувате? Знаете, многу сме предпазливи во овој процес, иако од другата страна ние цело време велиме и работиме и како кабинет да бидеме отворен кабинет и како министерство сакаме да бидеме транспарентни и отчетни, но знаете понекогаш некои процеси барат време и можеби ќе наштетиме ако во оваа фаза ние трчаме со изјави или со информации кои што можеби понатаму ќе наштетат на процесот.
Пред да побараме став од вас, ние направивме една кратка анализа на податоците кои што ги соопштува секоја година Фондот за здравствено осигурување. Таму може да се види поделено за последниве десетина години колкави се буџетите кои што се одвојувале за кардиохируршки интервенции во јавното здравство и во двете приватни болници. Многу е јасно видливо дека државните установи не успеваат да потрошат ниту половина, многу често и многу помалку од парите кои што фондот ги предвидува за ваков тип на интервенции, додека приватните трошат се што фондот им остава на располагање како средства. Така што, бидејќи сте министер за здравство, морам да ве прашам зошто државната кардиохирургија и клиниката за торакална и васкуларна хирургија не успеваат да ги исцрпат буџетите кои што фондот им ги остава за операции на овој тип на дијагнози на болести. Ние сме свесни дека здравството досега буџетирано и проектирано е врз основа на историја, не врз основа на податоци. Затоа од првите почетоци на кабинетот барав да се направи група која што заедно со надворешни експерти ќе дефинираме национална стратегија за развој на човечки ресурси, предиктивна за 10 години, поврзана со епидемиолошки методологии кои што ќе знаеме точно и демографски исто така, ќе знаеме точно во кој дел од нашата инфраструктура, здравствена инфраструктура, колку доктори и медицински сестри ќе ни требаат понатаму. За жал, во моментот тоа е точно, и овие две институции, кардиологија и кардиохирургија, имаат недостаток и на кадар, но исто така морам да кажам и недостаток на соодветна инфраструктура за да може да сервисираат поголем број на пациенти. И работиме интензивно исто така со двете институции за да може и за кратко ќе излеземе со резултат, за да може да се оптимизира и бројот на капацитетот на човечките ресурси, но исто така и инфраструктурно да се оптимизира. Ценам дека за брзо, според таа динамика што ја работиме, ние имаме работна група посебна за овие две институции. Се надевам дека со тој пристап што досега е дефиниран, ќе имаме институција која што ќе има поголем капацитет и од аспект на инфраструктура, но исто така и од аспект на човечки капацитет. И не можам да не ве прашам дали има проблеми со упатувањето. Односно, дали кардиолозите од други краеви на земјата ги праќаат пациентите на кои што им е потребна кардиохируршка интервенција пред се кон приватните болници наместо кон државните установи кои што може да ги направат тие операции. Зборуваме за сметка на фондот. Се анализира и тој процес. Знаете, таа нова методологија што ја збориме, што ја спомнав и сега, ќе биде базирана и на сервиси на буџет. Фактички нема веќе да има буџет дефиниран за институцијата, без при тоа да имаме во предвид колку сервиси, колку услуги таа институција нуди кон околината која што треба да ја нуди. И таа нова методологија буквално ќе ги поврзе услугите со буџетите. Да, во моментот имаме институции кои што помалце нудат услуги кон граѓаните кои што живеат во тој регион, отколку потребните барања и финанси кои што ги барат и кои што ги имаат од државата. Благодарам многу на времето. Благодарам.